Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте вечерва. Емисијата ќе биде интересно е, нели? Може слободно, лабаво да се збориме, другари сме, одамна се гледаме, но Миодраг Стојановиќ е гостин во студиото. Формално, добро вечер, господин Стојановиќ. Да. Добре дојдовте. Добро најдов, Јанко. Благодарам за поканата. Ние секојаш имаме интересни теми да ги поттикнеме гледачите да размислуваат малце и да ги сослушаат советите што ќе ги дадеме. Ние низ дискусија секојаш даваме добри совети, кои се секојаш добри и за здравието и за доброто расположение, затоа што едно со друго идат. Дали сега како ќе му гурни сам влезов. Слушај, многу си елегантен. Што е кошулава? Каже ми, обично има кошула со поло, конче. Што е кутрево ова? Прв пат го гледам овој бренд. Хармон Бланш е тоа. Хармон Бланш? Да, тоа е катастрофа, ја не писам. Па добро, значи Хармон Бланш. Така. Тоа е, да, си така добар, да кажам, француски бренд, исто и нормално секојаш имаат добри попусти, треба ги начекаш за да бидеш добро. Значи не можам со клизечи да го фати го дисплеот, семафорот со рака и приближи го малце до тебе бидејќи не е у кадар. Така. Еве го дисплеот. А јас да го доближам? Да, приближи го на кај тебе. На кај мене, вака? На кај тебе, не, сврти го на кај камера, ама поблиску до тебе. Така. Така, добре. Дај го се у кадар. Така. Ако добро. Може тоа да го тргнеш. Така. А може и да го извадиме мојот, како се вика, логото. Нема врска. Добро, да се знае. Тука има 3 наслова, стојат джудо, рииши и новус. Миките викаат, Миките овакво, јас се извинувам на публиката што малце непрофесионално и без дистанца ќе разговарам со него. Долго се познаваме. Ептен долго се познаваме и соработуваме. И не знам кој има повеќе корист, мислам дека ја имам повеќе корист од познанството со тебе. Така кажем и гледачите дека имаат. Тоа е апсолутот во нашата дружба. Она што го слушале, гледале гледачите е сегменти кои сме ги кажувале, но оние кои те знаат, знаат колку си многустран, сестран, мултитаскинг човек. Имено, ти си собственик на Новус, едно од најстарите приватни компании во Македонија, ако не се лажам. Ти си собственик на Доктор Робинсон, каде што, нели, представник си и увозник за Рииши, Продимет, и местото каде што се Health Club и Кордицепс, Health Club каде што со совети бесплатни се помага на луѓето во исхраната, но исто така и ти доскоро беше председател, а сега си член на председателството на Джудо Федерацијата на Република Македонија. Не кажав сега. Добро. Бев член на извршен одбор на Федерацијата, а сега сум генерален секретар на Федерацијата и тоа секојаш го правиме ради ентузијазмот, зашто јас бев долгогодишен джудист преку 15 години и сега професионално во раководството сум во менаџментот, да кажеме, поново на Федерацијата и заедно со Владимир Трпановски, кој е од Витаминка, Горан Антевски, Гешовски Благое и останатите што не се членови на извршниот одбор. Ја менаџираме Федерацијата и гледаме да можеме што подобро да изменаџираме, заради тоа што тоа е во корист на сите спортисти, посебно тие што се бават со джудо или што во иднина ќе ги потекнеме да се бават со джудо, зашто нашето главно мото е едно дете повеќе во сала, едно дете помалку пред компјутер или на улица, нели? И тоа е добро. Ние секогаш се трудиме да го дадеме најдоброто од себе и тоа се гледа. Ке се сложам една работа, бидејќи не сум љубител, ниту поддржуваш на борилачки вештини, но джудото е нешто над се. Мојот духовник, јас сум во црква, мојот духовник е и бивши првак во джудо, и кога он збори за джудото, така го поврзува со нашата вера, дека е нешто. Прво вика не е агресивно, туку е одбрамбено. Второ, никогаш не го вика, го прави најдоброто од тебе, вика, и низ вежбањето, вика, со джудото, вика, можеш, како и во православие, вика, да стануваш само подобар
човек. Така е, значи добре, мислам дека се сеќавам на него, Дејан дека се вика. И има да шо он беше исто така. Звонко се викаш. Можеби. Имам исто така беше во парохијата во Франкфурт, па дојде во Скопје и баш друг. не подсети вака онака. И дошто амбициозен беше, тогаш нас им беше интересантно дека се зафати исто тоа. Меѓутоа што сакам да кажам, минатиот викенд имавме едно изузетен добар семинар. Значи, кога кажам изузетен, ретко се случува да биде организиран на толку високо ниво. Да подпредседателката, тоа е Джейн Бридж, биде еден од презентерите или еджо експертите или Европска џудо федерација, експерт од Европска џудо федерација, кој е носител на 8 дан, што е високо звање во акото, како и во каратето, во џудото уште повисоко, заради тоа што тие данови се стекнуваат со успеси што се прават и нормално залагање и едукација. Она е се задолжен за едукација и Фредерик Демонт Фалкон, тоа е 7 дан, или Фред ние на кратко го викаме, и он е исто носител на олимписки медал, првак јуниорски, сениорски првак неколку години и двајцата доаѓаат од Франција. Збориме за Светска џудо федерација. За Европска, заради тоа што таа е под Светската џудо федерација, ние припаѓаме на Европската, и што беше најинтересантно, иако госпоѓата Бридж е 58 годиште, таа беше толку витална со своји 64 години, да брилијантно ги изведуваше вежбите, дури и показните вежби што ги правеше, значи можеше да парира со било кој тие што има 20 и што се надпреварувачи и така натаму. Значи незината подсвест и свест е толку развиена и моториката на правење помеѓу рацете, нозете и координацијата до едно совршенство. И ние управо тоа го сакавме, тоа да ни го пренесат. Овој семинар беше посветен како тренерите во своите клубови да помогнат правилно да ги развијат децата помеѓу 8 и 14 години. Различни се вежбите за деца од 3, да кажам, до 8 години и од 8 до 14. Заради тоа што од 8 до 14 почнуваат децата да се занимаваат со џудо. До 8 годишна возраст, тоа е џудо наликува повеќе на игри. И низ игри вие да го заинтригирате детето. Зашто? Заради тоа што неговата психа се ствара во тој период и вие не можете да го облечете во кимоно и тој да доживува нормално, ако некој е послабичко, па нонсто го треска, па ќе се депримира, па дома ќе отиде депримира. Не. Низ игра да му се створи моториката, нели? Ќе се стави крпче позади грбот, па едното дете од другото го зима, нели? Па кој со кого ќе го допре, нели? Па се газат нозет. Имаме ни краток спот тука. И тоа им представува такво задоволство што сите се задоволни. Нема победници, нема па прескокнување цик-цак, да се створи моториката, нели? Па вртање таму, да го допреш и да се свртиш, да се превртиш. Било вистински воркшоп. Да, например, работилница апсолутно, веќе се навратам историски, 1860 година е роден оснивачот на џудото Џигоро Кано, а 1964. Чекай, ако веќе фаќаш историја, кажи ми вака историски, џудото вајда не се раѓа тогаш вајда како некоја модерна форма. Како вештина. Како вештина, значи Џигоро Кано е роден 1860 година. Кој е он? И така, Џигоро Кано е основачот на џудото, на модерното џудо или воопшто на џудото. Што се случува? Од Јапонија. Од Јапонија. Пред тоа на Академијата војна, каде што сите учествувало, примерно место имало борбените вештини како што биле џиу-џицуто. Така. Меѓутоа, он затоа што бил мал и порас, другите неоти биле поголеми, меѓутоа нели бил поситен. Сконтал дека ако некој посебни техники ги додаде, дека иако си помал, може да ги соде. И тоа значи во предел. На нежен начин ти тоа да го направиш. Затоа е тоа добро и за девојчиња, и за слабички, и за, значи, како што беше, нели? Џудото воопшто, како... Воопшто, нели? Он со посебни техники, да ќе ги видите од приказот што ги има. Значи, девојчиња кои имат... Да се одбраниш и да го не способиш на паѓачот. Да, Джейн Бридж сега што е почела госпожата да кажем, она има висина 158, има 48 килограми. Инаку, инаку е член... Инаку е член... Да, се вика член на Ексклузив Бодигард. И била бодигард на Ален Делон и на Силверстер Сталоне. Ја мислам дека ги пратив и тие слики, значи... Па можеме да пуштиме нешто или сакаш да слободно, еве пуштите пустоа, ќе дискутираме. Ова е прво семинарот кој се одржа од 29 подобри го свод, да. 29 и 30 сега беше, први. Семинарот. Ајде да видиме џудо семинар со експерти и Фредерик Демонт Фалкон и Ова е Джейн Бридж, да. Она е?
Таа е. Уопште не делува толку мавече. Па да, јас слики ја покажам, ќе ја видите после тоа, мислам. Таа енергија што ја останала, значи таа моторика што направи, тоа е amazing. Значи никој не може да каже на 64 години дека може да изведува некој вежби што ги изведува на 20-30 години. Така. И ние бевме дел од тој семинар, ама енергијата? Ама енергијата останала. Ма страшна работа, тоа нешто. Пушта и гласно режија? Еве сме ние тука на отварањето. Ќе коментираме? Да, на отварањето. Епа добро, остај не, нека иде малку Демон и тоно. Фалкон ни ги покажува вежбите кои се добри, вика вака, вика децата најмногу сака да прават. После ни ги објаснува техниките како ги прави. Значи нов пристап, како да го фрлиш, како да ги скратиш потезите, да не идеш 2 чекора повеќе, еден помалци и така натаму. Еве ги овие полги за вртење во партер, нели? Како да не го повредиш, а да еве да види како ќе го преврти, тоа е сигурно дупло потежок од неа. Тоа беше госпожата Брич. Еве ги девојчиња, видите како работа, значи видите како се преврта. Значи со посебни пологи, значи тука нема сила, поиш има техника. Еве сме тука. Тоа сум јас доле сега. Кој дан си? Тоа јас сум втори дан. Браво. Така да, еве ги, тука, овие веќе 7ми дан. Јас го прашувам дали сакате да ручате, вика не сакам, вика, али ако ме победиш, вика, ќе ручам. Така да еве ги девојче. Слушај, па и енергијава твоја позитивна, толку не сум те видел одамна расположен овие 2 години. Супер, значи уживавме сите во ова, значи стварно, еве ги. Значи ни ги објаснуваше работите, еве ги овие игрите што ги кажуваме. Да стапнеш на ногата, нели да му стапнеш на ногата. Да му стапнеш на нога. Еве овде има презентација, нели како да му превати. Еве ги девојчињата како работа, нели? Тоа се тука, тоа Бреша Реджепи, таа беше во Токио испратена. Малава? Ова другата што повисоката малку што беше. Значи ова се све показни вежби. Каде е ова, која сала? Во салата во Кале, малата сала во Кале. Сала во Кале, добро. Значи ова се све техники и он само ми каже, тоа го правите така добро, сега треба вака да го направите, ова да го направите и да видите што го снимивте ли вие сето тоа како материјали за да го имате архивирано? Ова е само еден видеоклип кој го направи. А и ова сите вие утре ќе го предавате на другите учени. Леле колку ве има многу, браво. Овде 46 луѓе сме само од Македонија, тоа се само тренери, а летоска ќе организираме и камп каде што ќе бидат и тренерите и децата ќе бидат вакото. Профото Здравко Митични го направи ова, браво за здраве, да го поздраваме него. Океј, бидејќи сме тука, идеме со фотографиите. Еве ги фотографиите. Слободно поздрави го Здравко, нели сепак сите ентузијазам овде нема за работувачка, ако малце така. Здравко многу ни помогна 2 дена, зашо ајде ние вежбавме, он као што стоеше на трибините му беше малце поладно, меѓутоа греевме. Добро беше зашо сите сме нели боси тоа. Еве сме тука со Ангел Ангелов, тоа е иден добар колега. Значи дамава е стварно, што се вика, повисок си ти од мене, ама јас сум стварно глава од неа, но велиш дека оваа жена таква енергија има. Значи нешто неверојатно, значи и другите што сме ги сретнувале. Не заради незе, него воопшто заради џудото. Ради џудото што, значи вие кога ќе влезете во џудото, значи малте цел живот не може да излезете од тоа. Секогаш стои позади вас и овако тој една најинтересантна работа што ја добив од еден мој пријател Чави, него да го продадам, кој е тренер на јунирската репрезентација скијачка, вика се среќаваме со скијачка репрезентација во Австрија, каде што идеме во Хинтераукс, мислам дека идат на скијање и гледаме дека дечките после тоа идат во сала вежбат. И гледаме што вежбат, вика џудо падови. Зашо? Вика на скијање главно ние вика падот, вика ако таа не знае да падне се залепи со лице, вика што правиме? И нас вика после ни се уклучи моторика дека и ние тоа треба да го вежбаме. Кога имате падобранство, најбитно е во падобранството падовите, доскокот и после пад напред да си иде, пад на страна и така натаму. Ништо подобро од борилачки вештини во џудото, најдобро е тоа обработено? Апсолутно. Значи нема падовите се до совршенство обработени во џудото. Колку е битна кондицијата во џудото? Па како и во секој спорт. Како и во секој. Ние тука сега малце ни беше форса тоа заради тоа што 5 сати трае тоа. Малце сите нели тука се повозрасни нели и така дале. Издржувам нели малце ајде малце пауза едно друго. Мислам Фред тоа го правиш. Кога ќе оставиш малце да го баталиш џудото па да идеш кон тајчи,
бидејќи нели кинезите го имаат и за луѓе кои не се. Како тајчито во тоа е добро, што знам дека го познаваш? Значи да, тајчито е добро заради тоа што е, да не кажам, вежба со медитација, нели оние спори вежби што се антистрес, па се вртите на другата страна, па имате да кажам фигури поздрав на сонцето, па овако, тоа е све добро. Манипулација со енергија. Така е. Али овде имате нели кога ќе дојдете во степен да кажам да бидете инструктор или тренер едно друга поинаку ги пратите тие работи, ги пратите двајцата што се борат надпреварувачи, нели ги гледате нивните потези и гледате нели како заради тоа што кога излезете да се надпреварувате, вие према себе немате некој што не познава боричка, имате уште едно. И вие треба според движењето на нозете и на рацете поставување да знаете која техника ќе работи. И нормално да работите контратехника. Или да го совладате, да ги споите нозете, кога ќе ги спои нозете па да го направите числење и така дале. Тоа е многу интересантно кога гледате едното и рете направен добро. Али затоа ви кажам, една жена која има 64 години може да совлада маж кој има 25 години и кој има 100 килограми. Значи, идејата е во пристапот, техниката и моториката. И тоа ние сакаме со децата да го постигнеме. Во ниеден спорт не може така добра моторика да се направи, што вие доаѓате таму и веќе точно знаете како да се постави и да не се повредите. И вие и противникот. Значи тоа е главното начело, никој да не Значи јас кажувам дека најмалку има повреди тука. Знаете кај доаѓаат повредите ако не се загрее добро. А нас загревањата, бога ми, по 40 минути ни траа, така да баш добро се загреваме, татамите се доста дебели, 5 сантимски се стават на подлога уште една која за да може добро да амортизира и до сега ние сме немале проблеми суштински. Али за децата е многу интересантно. Кога ќе почне деца, ние кога сме иделе, да кажам, као пионери ќе се собереме 60 деца, па тоа било и игри, тоа било, па кој колку може дечиња да прескокне, ние се редиме оние како на долга магач, па преку нидо. Тоа се денеска во ова модерно време на инклузивност, често пати оние деца кои се со специјални потреби, не секогаш имаат моторика која можат, но многу пати сум читал за джудото дека е многу добро за оние поинтровертни деца кои тешко се социјализираат, кои имаат малце фобија од други деца, од постари и така натаму. Во джудото не им се поттикнува агресивност, бидејќи ја немаат природно, но некако им се буди духот во джудото. Прво социјалниот момент, допирање еден со друг, а второ повеќе личи на забава од што да си удрен, поразен и понижен. Во джудото нема такво нешто. Мене мојот духовник ме има зафатено неколку пати и ме викам, стварно еден шамар да ми удреше, поише ќе ме болеше и све. 100 пати ме легна, мене смешно ми доаѓа и забавно. Еј, како е финтата, го научиме таа финта. Значи, многу интересно, многу е... Веќе тоа го пробуваме. Во Македонија доста на високо ниво од развојот е во Прилеп джудото, таму има 4 джудо клуба и веќе работат со деца со Даунов синдром. Во Скопје се работеше со деца со посебни потреби, заради тоа што едноставно тие треба се и многу големи успеси има. Што е добро, повеќето од тренерите се со високо образование, со факултет за физичка култура, и веќе они знаат и како предмети таму што ги учеле, тоа се нели игри, забави, како да придеш, како со деца одради. И најдобро е што ние нонстоп добиваме совети, прирачници, литература од светската и од Европската джудо федерација, кои го работат со психијатри и со психолози. Како да се приде? И нормално, тоа добро си го заклучува. Да не ние на децата им направиме комплекса да дојде дека било поразено или дека не може. Све низ игра. И така се напредува. Играта ваму там, моториката ја правите вие. Да може лесно да се снајде во простор. Значи, вие кој ќе видите едно дете, само го пуштате таму да му стркалате една топка, знаете што знаете. Па она кога се бркат едно со друго дете, па ај ти ова напред, ајде вежби да направиме со тркалање, децата уживаат во тие работи. Да се тркалат, да се валкат, да потоа, а со тоа се се вртат со раце еден со друг, се превртуваат, се допираат вамута, али неверојатно, ете во клубот во Прилеп веќе работат и имат многу се задоволни, зашто деца се социјализираат, се наоѓаат корисни, гледаат дека можат некои работи да ги прават едно друго. Има и таков проект, еден следен проект што ќе го направи Европската джудо федерација, беше стопиран заради ковидот, тоа е джудо во училиштата. Веќе во пола Европа и повеќе има джудо во училиштата како предмет. Значи самата Европска джудо федерација донира по 50 кимона и донира татами.
во училиштата да се изведуваат џудо. И се избира 10 училишта од цела Македонија. Во Скопје мислам дека ќе има 3 училишта каде што ќе се изведува тоа. Зашто? За да може добро да се работи со децата, професионалци да работат. Ајде сега ќе се тркала, ајде сега ќе правиме, тој добива сила, добива енергија, сите мускули ги развива и развива психоза, за да знае како да приде, нели? Психата, не психоза. Пардон, психата ја развива, да. Да нема психоза. Не, напротив, да, лапсус беше. Да. И ти си возбуден, позитивен си. Ретко сум те видел ваков. Али неверојатно заради тоа што нели ние се мачевме, меѓутоа рековме како менаџмент, нашиот претседател Трпановски беше во Луксембург на состанок со Серџук за да направи добро, ако сакате нас да ни помогнете во Македонија, ве молам пратете ни некој инструктор за да може тоа знаење да не го пренесе, затоа што не секој инструктор сака да ви го пренесе знаењето. Меѓутоа, Јана Брич вика, јас сум подпредседател, јас лично ќе отидам и ќе го пратиме Фред, голема порака. И порака до сите, и сите што беа таму баш ужива. Како јас што имам експресии за таки, сите беа видно позитивно возбудени, имавме и дружба со нив, и вечерна дружба, и преку ден дружба, значи ние се дружевме од 9:30 сабајле со нив, се дружевме до 6:30 поручек, значи нон-стоп, така да направиме пријателски релации. Многу им се допадна македонската кујна тука, да што ги однесовме во убави ресторани, да пробат све, како што се нели, дури пача и едно други најмногу им се допадна, гамбите со павлак им се допадна и чварките им се допадна најмногу. Тоа беа оние свински бомбончињи и така натаму. Меѓутоа сите што беа учесници изузетно позитивно, заради тоа што има нови сознања, кратење на потези, новите правила, како на некој апгрейд, баш апгрейд беше. И сега рачунете, ние сме ги повикале тука, дошли направи. Сега ние 46 луѓе не можеме никогаш да пратиме на некој си турнир или семинар или камп што се одржува надвор од нашите граници. Нели тоа би било за секој најмалку по 500 евро, израчунете 40 луѓе, вако тоа би било нешто А вака ги обучивте сите тука? Апсолутно сите тие, па тие ќе може тоа да го пренесат во своите клубови, па сами инструкторите се понудија летос како ќе организираме камп во Охрид, кај што ќе има и 200-300 деца, па да дојдат заедно со нив да поработиме 7 денета. Апсолутно, мислам. Тек Охрид кој ќе го видат? И така, јас тоа им кажувам, дека многу ми е жал да па така, ние им кажам, ние тоа се пофаливме ние, така може сега да ги пушти сликите други што ги имаме. Ето прашање ми интересира. Во тоа загревање, кога си ти како џудо, сам си во сала, се загреваш, например, постојат кати во борилачките вештини. Постојат ли такви некои вежби кај џудото каде што сам ги изведуваш пред огледало или сам? И како се нарекуваат тие? Да. Значи ние тоа се слободни рандори. Значи каде што имаш оние или влезови што е како буквално сам со сенка можеш да работиш едно друго или само можеш да закачиш еден пешкир и на пешкирот да ги изработиш тие или на појасот што го имаш околу себе да го закачиш, тоа се слободни рандови, влезови имаш и после ја правиш моториката, нели што како да влезеш и после иде само фрлањето, нели? Значи најбитно е ти како ќе го поставиш телото пред фрлање. Фрлањето е само финалното. Значи ние на тренинг на пример идеме. Фрлањето мислиш она да се превртиш. Не, за да го фрлиш на татами, противникот, да. Значи ние идеме на пример 9 дигање, 10-тото го фрлаш, ништо чисто да се знае дека може да ја работиш техниката до крај, ама не го фрлаш, нели? Ја работиш до тука. Некогаш кога си помлад, 50 пати ќе го фрлиш и така дале. Многу добро веќе видиш од сликите понатаму. Зашо порано не рачна, али требаше колку емисии за нутриционизам, за ова, за она, а колку енергија во џудово имало за тебе? Да, имавме ние и 2019 Ајде ги видиме фотографииве малку. Да, овде сме на почетокот, да. Ова е Јованка Лазаров, таа не беше преведувач од француски. И одлично заврши својата работа, малце беше потрема. Еве се сите оние игри кои би требало ние со децата да ги правиме, нели? Прескокнување еден со друг, овде се загреваме во круг. Сите трчаме. Ама овдека сите сте со црни појаси, сите сте високо рангирани. Повеќето се тренери, 99 сите се, после све ова што го научивте ќе го пренесете. И сега ние имаме тренер со А лиценца, со Б лиценца, со С, значи тренер помошник па и така дале. Значи овде све работиме сега оние влезови, не гледаш со зафат на ногата, оучигари, коучигари и така натаму. Ево се све ветерани
кои се над 40 години. После за радост на гледачите, еден зафат како ќе ме преврти мене овде во живо во емисија, да видиме дал може 100 кила да сврти. Со Делфакон, не давам, ќе ме превртиш, нема да станам. Значи, еве ги тука кога ги работиме техниките, значи ова се техники, ножни техники, кај што со зафатот на ногата вие му вршите чистење, меѓутоа мора да го задржите и тој нормално со раката удира. Еве го исто Фред ја работи оваа техника со Игор Пасковски. И најчесто овој зафат е и реално во живот можеш да го употребиш. Апсолутно. Ако си загрозен, да се одбраниш. Многу е полесно ако тој не знае джудо, нели? Овде имавме после теоретско приказ, господинот Мојсовски наумчени беше Сашо Поповски, значи од агенција за, ќе кажем за храна, од агенција за млади и спорт, наумчен Мојсовски, директорот. Првиот е Горан Антевски, тој е подпредседател на Джудо Дојде Федерација. 9 сат, гладни сме, двајцата после еден обед. И Сашо Поповски као генерален секретар на Македонскиот олимписки комитет. После тоа Фред и Владимир Трпановски, тој не е председател на ОАКОТ, иначе комерцијален директор во Витаминка, и госпоѓата Джейн Бридж. Имаше прикази теоретски како да се пристапува и полесно да се изведуваат и да биде поинтересантни. Нормално ние после тоа им подаривме оние што се резбата македонска, да. Тука што се пеперутката и сребрена, да, филигранот, пардон. Филигран, да. Така да ви Фред беа задоволни од тоа, па после им купивме и други што беа. Браво. Што се дечки кој финансиски го покриваш освен Федерацијата максимум и Европската джудо федерација. Значи во Витаминка исто тука е. Нас генерален спонзор ние Кожувчанка, значи не Кожувчанка. Да, Кожувчанка. Поздрав до Митко Јанчев, треба да е утре вечер. Тука гостин, ќе видиме. Значи секојаш бил веќе 10-12 години ние овако ти носи. Ќе пробаме да зафат утре вечер да го подкачам. Ако дојде, ако не идната не. Кожувчанка има добар клуб тука, еве сме тука со Фред и со Брич, ова се од Скопје. Ова се сите при загревање како се идејата. Овде беше јас и Фред работиме некој зафати од долно чужешка позиција. И све со смеење, само се кркотите. Смешно ми е заради тоа што е интересантно, уживаме во тоа. Фред дека и помногу си станал силен. Еве госпоѓата Брижда како прави зафати на дупло поголем човек. Така, значи он има 90 кг, таа 48. Сакам да кажам дека е но техниката и енергијата и енергија можеш да се обладаш Давид против Голијат. Апсолутно. И значи, тоа е идејата, нели? Затоа ви имате некои техники ножна, имате горе, имате рачни техники. Во суштина се работи гравитација и лост. Апсолутно, нели? Архимед, дајте ми лост, дај ми лост, ја дигнам земјата. Така да подправам, да. Подпри го како што треба, ќе го слушаш. Еве гледаш тука Фред на пример изведува еден зафат кога сте доле во Укеми, значи како да го прифатите и преку себе да го превртите, мислам дека на следната слика веќе го имате. Ја гледаш како едноставно го пати. И едно од поинтересантните работи беше кога се боревме, вика пази на главата, вика пазаме не на твојата, на неговата, нели. Многу е битно при вртењето да не дојде до повреди, нели. Вратот е искривување. Забраните се тие, значи одма се добива казна за исклучување и дисквалификација ако некој проба на некој зафат кој се недозволени, има недозволени зафати таму, нели. Или кога противникот за да не падне во и да добие ипон, паѓа на врат и одма добие хасу комаке. Добро, во твојата кариера додека си стигнал до твојот втор дан, така? Си повредил некогаш? Па јас до сега не. Не, заради тоа што добро сме се загревале. Посебно имавме Не, ти дали си се повредил? Дали ти некого си повредил? Секој сме имале джентлменско, кога паѓам, ја влечеш раката, има посебни падови, тоа никогаш немало тако, не. Многу ретко. Ево сме во Казабланка веќе тука да им прикажеме што имаме од нашата храна тука, така да беа многу задоволни. Ево сите сме група, да. Тога се нашиот понежен пол, ово е после другиот ден од семинарот. Од семинарот, каде што сите добивме нови наобразби, еве ова како во долен дел, како да го вежбате гардот во Укеми положба кога сте доле, состанување со влечење, значи многу интересантни работи. Ние сме ги правеле малку поинаку, нели? А он вика, вака со децата ако правите, многу ќе им биде интересантно, нели? Тоа беше посветувањето. Ние бевме со Катаниши во 2019, тоа е исто шести дан, тој е јапонец кој живее во Лозана сега.
Ќе одржа еден исто Improve Your Club во Белград. Таму имаше преку 100 партиципенти, тоа е учесници. Ова како шота да играте, па да баш како кажам. шота, нели, као да го згазнеш, вамото е многу интересантно. Децата тоа го сакат. Те сецнам, доискажи за господинот Јапонецот од Швајцарија. Да, од Швајцарија, Катаниши, и он исто да, и он убав семинар направи во Белград, таму имаше преку 100 присутни. Од цела Србија имаше, од Босна, од Црна Гора имаше дојдени, каде што исто така ги прикажуваше новите методи како на еден полесен начин да пристапиме кон развојот на моторичките функции кај децата. Значи, тоа се посветени. Како децата, што фундаментот се децата. Како вие ќе го обучите детето, така детето ќе напредува. Ако лошо му ги покажете техниките, после на здравје, после не може да го оправите, после има проблеми, зашто моториката така е направена. Не повикуваме постари луѓе да почнат да се занимаваат со? Па повикуваме. Кој можете, ви имавме таму што се Маки и Киро, тие се по 17 години. Еве ќе ги видиш таму овако. Може ли човек после 30-40 година да влезе во ова? Може, само мора да биде доста внимателен. Самиот да не се форсира. Тренерот нема да го форсира и многу добро ќе му пристапи. Сакаш да кажеш, треба време, да. Мускулна меморија да развие како и да се... И меморија и падовите, што падот напред изгледа многу смешно и интересантно. Ама едно е кога си дете од 15-20 кила пат, а друго е кога си од 100 кила. Меѓутоа имавме ние во војска, таму јас ги држев семинарите за џудо и имаше оно прескокнување падовите напред едно друго, имавме со Драган Ивановиќ заедно, ги правевме, тој беше од Дубровник, мој добар другар од предходно, и ние се наоѓаме во војски во иста единица се бога. И сега имавме еден Нишевич Божидар од Црна Гора, вика, ја то знам. Викам, Божидар, ај смири малци и сега на сите да ни покаже како е падна на раме, го исчеш и рамето. Најлоша работа. Ја му викам сега, кој тебе ќе ти каже, вако на еве ги, ова све покажа, низ игра, со подвигање, со прање неверојатно. Значи, ама на секоја слика, кој како ве слика, ве фатил, сите насмејани сте. Сите, многу интересантно беше, ја гледаш појасите на сите им се позади. И играта е како да го извртеш појасот да дојде напред, нели? Гледаш, ова се веќе сите. Ова е приказ како се работи и пенсионаѓе, да кажам, основно, со затегнување позади, товар да осети овако. Тие кој чекаровски така. Да види малце што е. Еве го Ангел Ангелов тука врати таа. Е ова е веќе како изведува комплетно техниката и ова се предпад. И двајцата се во воздух во даден момент. Така, значи од превртување. Од превртување. И никој нема да биде повреден заради тоа што двајцата ќе паднат како што. Имаме ли ние материјал за Олимпијада? Луѓе кои се можат да постигнат. Имавме двајца, да, кои што ги испративме на Олимпијада, меѓутоа се уште имаме еден голем проблем кој сме при крај да го решиме. Тоа е, ние у принцип немаме наша дворана каде што би можеле да се изведуваат тренажните процеси. Без да имаме 6 пати во неделата тренинг, не можеме во ниеден спорт ние да очекуваме резултати. Ако имаме ова што е 6 пати во неделата тренинг, тогаш може резултати. Ние сме сега направили... Што ви треба? Сала? Сала, да имаме 24/7 кој ќе отклучи да дојдат репрезентативци 10 и да работат. Еден дел да биде за сила, другиот дел да биде со татами за да работат техники. При крај сме со тоа, во Лептокарија го правиме, имаме 250 квадрата сала, која прилагодуваме, ќе биде наша... Не во Грција, туку во Карпош. Во Карпош, да. Во Карпош 3. И ќе биде тоа направено и така ќе можеме и тогаш да бареме овакото. Имавме 2 олимпики во Рио и во овакото и во Токио. Катерина Николовска беше во Рио. Не кажувам нормално дека и двете беа доста спремни, меѓутоа не беа до тоа ниво спремни. Нас најдобар пример... Затоа што немаат каде да тренираат секој дневно. И нас ни треба, нели, и сем да тренираат тука. Нас ни треба и надвор да одат, да се финансираат, да оде на турнири, да на иде турнири, така. На кампови, да се сретнува со сите оние што ги има а не прв пат на Олимпијада па да се чуди што е нашло. И тоа све, нели, и има доста чини, меѓутоа нас најмногу лекција не одржа Косово. Значи Косово има 4 светски првак. Значи има Кејменди олимписки првак. Има Џакова кој исто беше олимписки првак и така дале. Светски прваци. Дрита Кука, мислам дека беше. И таа е таму. Има што е исто Артин Џакова. Значи сите тие се amazing. Што е разликата помеѓу нив и нас? Многу имат инвестирано во нив и многу работеле. И тие се главните амбасадори на Косово. Значи, вие не барате пари, вие у основа барате сала, дајте ни да можеме да работиме. Да тренираме и да можеме после со парите. Али добро, види сега што е добро.
Агенцијата за млади и спорт и владата направија ваучер систем и почна да ни даваат пари. Тоа е доброто. Добро. Меѓутоа, нели, џабе ти си ни дал пари, као еве ви пари, ама ние сега треба тие пари да ги реинвестираме, да ги направиме, не си ни дал каде тоа да го направиме, нели? Нели имаме ние пливач, еве ви пари за клубот за пливање, ама базените ги затворивме, нели? Така и ова, салите ни беа затворени и не можеа да тренират. Почнавме на отворено и тоа веќе кај деца, посебно кои ќе ти дојдат надпреваруваш 17-18 години, ти 2 години го затвараш едно, другото и волја губи, се влегува во депресија, искачат од клубовите, дома доаѓаат понервозни. Значи многу беше тежок периодот за ковидот да се изменаџира, да останат сите џудисти. Меѓутоа, мораме така да пристапиме, мораме така да работиме. Да се затвориме во салите и да почнеме да работиме прво меѓусебно и да почнеме да учествуваме на турнирите, на камповите во околината. Као што ни се Бугарија, као што ни е Србија, Црна Гора, Босна, што ни е во близина. Грција има убави кампови, има убави турнири тука. Ем ни е поблиску, ем ќе ги видиме до кај сме стигнале. И нормално е битно да доаѓаат луѓе од надвор кои ќе кажат, дури и од Србија може да дојдат да ги поканиме, или од Црна Гора, имаме во Црна Гора веќе 89-та година Драгомир Бечановиќ беше светски првак за време на Југославија, што било и тако дале. Така да имаме луѓе, имаме сега, нели, Мајдов го имаме, што е Немања од Србија, тој исто и олимписки и светски првак. Имаме Александар Кукој. Значи имаме луѓе кои нормално може да дојдат. Имавме минатата година или предминатата 2019-2020 немавме ништо. Ни беа во посета Владан Гачич, кој е тренер во Црвена звезда, а оваа година Црвена звезда беше вице шампион на Европа. Значи не е, тоа е многу сериозно. Го имавме Светозар Ротич, кој е... Сега збориме за бивша Југославија. Не, за сега што се, од Србија се... А збориш као во соседство што ги имаме. Во соседство што ги имаме луѓе. Но што имаме тоа, ние од тоа. Значи он доаѓа и ни го пренесува знаењето. Прво и основно на исти јазик збориме. Колку џудисти имаме ние регистрирано кај нас? Ние во Македонија имаме помеѓу околу 450 џудисти регистрирано. Имаме 25 клуба регистрирано, од кои 19 ни се активни и останатите 6 клуба ни се те имат, те немат. Што значи живо е џудото и напредува? Живо и тек ќе напредува. Јас очекувам во Скопје тек да има напредок на џудото. Во Скопје ние во минатиот период сме имале по 6 клуба, сме имале, да не кажам, градска лига 80-те, 90-те години. Сега имаме 3 клуба, 4 клуба добри, да кажам. Меѓутоа Скопје е голем град. Јас го прашувам Фред, го прашувам, викам, ти доаѓаш од Тулуз, да, викам, колку имате вие клубови во џудо клубови во Тулуз? Па викам, не знам, 22. Колку? 22 клуба. А во цела Франција бројат 590.000 регистрирани џудисти. 590.000. А 22 клуба? Не, 22 клуба има само во Тулуз. А само во Тулуз? Само во Тулуз. Тулуз е град со, не знам, 300-400.000 жители. А во цела Франција, да не знам, че тоа доаѓа, да кажам, после фудбалот, таму национален спорт. И големи резултати постигнуваат. Така да, многу брзо ќе има тоа, ја ги охрабрувам сите, ќе има нормално и по социјалните мрежи. Што ги охрабруваш? Да се пријават и да дојдат да видат како изгледа еден тренинг, да уживаат. Каде ги да се пријават? Да се пријават во федерацијата, во џудо федерацијата, дека сакаат да го прават. Лесно е, памтењето office@judo.com.mk. А обичен човек што може таму да направи? Може да дојде да ги научи, да, ќе дојде, тоа ќе биде и клубско организирано и така дале, меѓутоа преку федерација не е добро да се информираме. Да се информира за федерацијата. Или да бараме посебно кој клуб. Или имаме нашиот клуб, ќе биде Карпош Judo Master, нели, заради тоа што ќе Карпош биде Judo Master, да, ќе биде во Лептокарија сместен. Исто ќе ги вако се уште немаме веб страна. А, имате Facebook? Немаме се уште, не сме го направиле. Ајде, ја ќе ви направам. Дека да, се надевам дека ќе го заживееме повторно и Вардар. Вардар од пред 2 години се згасна заради управата, што не се пререгистрира по новите, и мене ми е многу жал. Меѓутоа се надевам дека ќе помине време и Вардар повторно ќе се активира, заради тоа што беше најстар клуб, нели, вие кога ќе спомнете Динамо. Имаше и трофеи. И трофеи, најтрофеен клуб беше, не без дискусија, и препознатливи бевме се по Вардар, се да не збориме се. А ти си Карпош?
Јас сум Карпош, а пред тоа бе Вардар. Да, ама сега си Карпош мастер? Како? Карпош джудо мастер, да. Карпош джудо мастер. Да, и ќе биде таму имаме баш добри джудисти, стари джудисти кои ќе го правиме. И Радко Лазаревски ни е основач на клубот, тој ми е другар цел живот, што од Нова Македонија, директорот. Не сум те видел вака да блескаш. Добро, ја блескам и другите работи. Не. Али ова беше баш онака, нели, да биде добро. Вака не сум те видел, се знаеме со години, ама не сум те видел овака и оваа твоја енергија, само чувствувам. Не сум видел вака гостин со ваква позитивна еуфорија да настапи со джудо. Стварно, че она дури оние што беа Друже, да продаваше сега лажици за кондури, ќе ти ги купев. Ќе ти ги купев. Многу добро беше. Значи луѓето, точно се гледа кој некој сега ти го пренесе знаењето. Не, овдека не се устега, не се прави, они дојде вика слушај, ние сме тука да ве научим. Јас на крај ги прашувам, викам, да не сме ние хоплес. Има, добро е што сте правите, добро што сте сплотени, добро што имате добра управа, добро што контактирате, што правите, што не анимирате и нас, не вклучија во програмата и во други проекти не вклучуваат. Тоа е многу битно. И тоа е многу битно. Ете, председател со подпредседател бе и во Турција да се сретнат со подпредседателот на Балканската джудо федерација, председателот е Бечановиќ и така дале. Така да имаме ние добро. Значи и тука организиравме неколку балкански првенства, организација до перфекција беше организирана, буквално до перфекција, да никој немаше забелешка. Летно време на плюс 40 степени, ние взимаме салата Јане Сандански, судиите искачат, вика идеме да се стоплиме, вика многу е ладно. А ние во јуни месец се погоди топол месец да биде. Така да, значи, која правиме баш имаме сега сценарио, како се разнесуваат овие татамите припаѓаат на клубовите, треба се соберат сите, да се донесат, да се постават, да се раздигаат, тоа да биде се со тајминг направено и тајмингот да го испочитуваме заради тоа што све се цени таму, нели? Така да има доста тоа. И за крај на овој дел од разговорот, бидејќи ќе имаме уште два сегмента, да го пуштиме уште еднаш спотот, а веднаш после ова ќе одиме со блок реклами. Ајде.